Се наоѓаме во студиото на Слободен печат. Имаме ретка можност да разговараме со една од легендите, иконскиот лик на Кики Лесендрич, веќе го знаете како фронтмен на легендарните Пилоти. Тој доаѓа во Скопје набрзо, ќе ни открие деталите на концерт. Скопјаните имаат навистина единствена можност да го гледаат и слушаат тука. Го имаме на телефонска линија од Србија. Кики, добро утро и добре дојдовте во Слободен печат. Добро јутро, све најбоље, љубим вас, драго ми да се чуемо. Исто. Кажете ми, кога точно доаѓате во Скопје? Јас знам дека тоа ќе биде 19 во Public Room, ќе имате настап, концерт со Пилоти. Па да, ето, после јако пуно времена, опет у Скопје, долазимо со великим задоволством и надам се да ќе тоа бити права, добра клубска свирка, како смо некад радили од 81 па надале. Така е. Знаете од прилика колку време не сте биле во Скопје? Па, јако дуго нисмо били, али... Да. Да, баш дуго, али скоро смо били у Македонија, свирили смо и у Свети Никола, било супер. Јако добро вратили смо се на ту атмосферу, jer Македонија е заиста рок-н-рол екипа и увек е добро. Да, овдека имате публика на вистина од најмали слушатели до оние највозрастните кои што ги паметат вашите најголеми хитови, така што мислам дека ќе имаат прилика убаво да си поминат во петок во Public Room. Можеме ли да откриеме што точно ќе слуша публиката? Ќе слушаме или нов материјал или само ќе одиме на старите хитови? Па, нешто ćemo, u svakom slučaju napravit ćemo mali presek onoga što smo radili i 80-ih i posle od 2008. s albumom Mesec na vratima, tako da ćemo napraviti presek i svirat ćemo onako dosta pesama, čini mi se. Napravit ćemo atmosferu kako smo evo skoro i u Zagrebu ili u Ljubljani gdje nismo bili dugo. Tako da, otprilike, to je naš recept. Енергија. Така е. Доста искуство, доста концерти, многу години на музичката сцена, на вистина легенди, може заслужено да си го носите епитетот на легенди на целата балканска рок сцена, така што, кажете ми, тешко ли е да се биде во форма после толку години на сцената и да се одржува публиката на нозе, како што секогаш знаете тоа да го направите? Ма nije, imam ekipu ljudi koja je već sa mnom jako dugo, od 2008-2009, da kažem, sa nekim malim promenama, puno sviramo, navikli smo jedni na druge i nekako nam to ide lako. Da nije tako, ja bi davno prestao da se bavim muzikom, bar ne na ovaj način. Znači, koncerti nas ispunjavaju i nekako je to kruna svega što radimo, ipak je susret sa ljudima koji nas vole i da se upoznamo ponovo i da se čujemo, tako da nam je koncept najvažnija stvar. Одлично. Уште едно нешто за крај ќе ве прашам. Кажете ми, имате ли некоја од целиот репертоар, имате ли некои песни кои што посебно ве врзуваат за македонската публика, например? Pa eto, kad je izašla pesma Zaboravljeni, a to je bilo tamo puno godina prošlo, ali nekako je u Makedoniji doživjela, čini mi se, pravu eksploziju i onda smo imali jako puno koncerta, to su 90. godine, one blesave, ratne, odvratne, ali u Makedoniji nam je bilo super i sećam se smo u Kavadarcima imali 18 koncerta dan za danom. Bravo. Došli smo na 2, a ostali smo 18 dana, tako da sam zavolao i makedonsko grožđe i vino, devojke, lepe osmehe, ostalo mi je u tom sećanju, tako da su zaboravljeni nekako uvek vezani za Makedoniju. Така, одлично. Јас ви благодарам многу што одвоивте време да се чуеме. Се надам дека сте во подготовки и дека ќе имаме убав концерт, секако ќе се видиме на концертот и онако е што сакам да го најаваме дека ќе имаме ексклузивна можност да направиме едно подолго интервју со вас, кој што ќе оди на Слободен печат, така што посакувам пред се среќен пат до Македонија, убава свирка, па се гледаме на концертот. Љубим вас, голем поздрав, љубим вас. Фала. Чао. Чао. Тоа беше Кики Лесендрич, кој што ќе го очекуваме на концерт во Скопје. Се разбира, ќе имаме и единствена можност да снимиме и ексклузивно интервју со него, кое што се разбира ќе го гледате на YouTube каналот на Слободен печат.